Не сум јас, виновен е друг. Дали ова е девизата на државниот врв, секогаш кога треба да се бара одговорност од високи функционери или да се истражува кои институции направиле пропусти, надлежностите се префрлаат како пинг-понг топче. Функционери си се возат со владини автомобили на партиски собири. Пратеници земаат патни трошоци, но не присуствуваат на седници. Материјал за санкционирање има, ама не и дела. На прашањето дали конечно може да очекуваме конкретни мерки за злоупотреби од страна на функционерите, премиерот Димитар Ковачевски со веќе добро познатиот одговор. Доколку за било кој случај на злоупотреба на функција постоеле докази или валидни аргументи, истите требало да се процесуираат понатаму. За сите случаи за кои што имало одредени обвинувања за некоја неусогласеност во однос на вработењето, сите биле без никаква пречка процесирани од страна на антикорупцијската комисија, меѓутоа и на институциите им било дадено можност да се произјаснат по однос на настанатите ситуации. Злоупотребата на владини ресурси за партиски цели не е единствениот случај каде се префрла одговорноста. Шефот на обвинителството за организиран криминал Абази и министерот Спасовски си ја префрлаа топката кој е надлежен да отвори истрага за да се открие дали постои корупција во надзорот на коридорите 8 и 10. Јавниот обвинител рече дека полицијата е надлежна да пријави, а Спасовски пак потенцира дека тоа е работа на обвинителството. Истрагата според Законот за кривична постапка ја води јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи е тука да ги спроведе сите активности кои што ги имаме. Напоменуваме дека обвинителството е орган во чија надлежност е прогонот на сторителите на кривичните дела, додека надлежни за откривање на истите се други институции. Дека заложбите секој кој сгрешил мора да одговара. Се само декларативни за власта покажува и неодамнешниот случај со смртта на пациентот со цистична фиброза. Одговорноста зошто не се набави лекот трикафта навреме се префрлаше до немајкаде, за на крај да се сведе на Беким Сали, министерот кој и онака требаше да ја напушти функцијата за неколку дена. А посебно министерот за здравство. Да размисли и да ми каже дали може да го продолжи својот мандат. Одговорност нема ниту за автобуската несреќа на автопатот Струма, во која загинаа 45 наши сограѓани. Не одговараше никој за тоа што Беса Транс имала истечена лиценца за линиски превоз и користела изводи од други возила. Иако тоа јавно го кажа најповиканиот, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.